премиера беше започната од претходната година и еве дојде денот кога ќе можат нашите гледачи да ја видат. Значи, станува збор за представата Гронхолд метод од шпанскиот, каталонскиот автор Жорди Галсеран во режија на Васил Василев, кој е од Република Бугарија. Ова е негова прва режија во Македонија, инаку тој е веќе влегува во ова напредна фаза како габарит режисер, бидејќи веќе освојува доста простори, не само во неговата држава, туку и еве тука на Балканот, потоа во Руската Федерација. И еве јас како уметнички раководител сум доста задоволен од неговата работа, каде што дозволи еве на цела екипа, особено на актерите, да направат одлични роли. Ами, моята задача беше малко да влеза в това време като ревизор. Да влеза и да разбера как и по какъв начин може... Мојата задача беше да влезам во ова време како ревизор, да разберам како и на каков начин може во време на пандемија театарот да се врати на сцена. Тоа беше најголемиот предизвик и мислам дека со сценографот Тино го решивме на најдобриот начин. На територијата на Македонија ова е првото, можеби единствено ковид представување во моментов. Во овој момент нема да ви открием што представува нашата сценографија и како гледачот ќе се вклопи во неа. Но навистина е невообичаен спектакл. Станува збор за едно театарско доживување во кое гледачите можат да се насладуваат 1 час и 40 минути, потонати во собствените мисли со тоа што го чувствуваат. Тоа е задоволство за сите сетила. Тоа не е само забава. Потънали в собствените си мисли и това, което усещат. Това е спектакъл за сетевата. То не е просто забава. Да благодаря на невероятния актьорски екип, с който работих. Изключително съм щастлив. И благодарам на неверојатната актерска екипа со која што работев. Исклучително се радувам што имав можност да направам огромен кастинг во театарот. Се запознав со сите актери кои се овде на ова место и навистина тоа се најдобрите актери што ги има овој состав. Исклучително пргави, рефлексни. Тоа се актери кои што и застанаа на патот на пандемијата за да можат струмичани да видат што е духовност. Това са